Почитувани браќа и сестри, од срце, добар ден и добре ни дојдовте на петото чествување на македонските великани, професор доктор Нијази Лимановски и поетот Саме Лимани Жарновски, во организација на Сојузот на македонци со исламска религија. И денеска на овој светол ден, повторно сме тука, во река, во срцето на мијачијата, од ова македонско сонце. Еве и Господ даде убав небо, светлина за нив. Тие ја испишаа својата историја во симбиозата на лирскиот вознес и научниот ентузијазам. Испишаа историја вредна за почит. Мијачијата и река ќе ги памети за навек. А сега, накусо да се подсетиме на животот и делото на двајцата славеници. Ќе ми дозволите да ги прочитам нивните биографии. Професор доктор Нијази Лимановски е роден на 27 јули 1941 во село Ростуше, Долна река, а почина на 11 октомври 1997. Истакнат етнолог и борец за националното обединување на македонците без разлика на верската припадност. Дипломирал на Географскиот факултет во Скопје во 1979 година. На Филозофскиот факултет во Белград, на катедрата за етнологија, ја одбранил докторската дисертација под наслов Етносоцијалните карактеристики на исламизираните македонци. Во февруари 1994 е избран за доцент по група предмети на студиите по етнологија на Институтот за географија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Објавил 4 книги, како и над 50 научни трудови од областа на етнографијата. Настапил на 10 меѓународни симпозиуми. Бил главен и одговорен уредник на списанието Етнолог и на изданијата на Републичката заедница на културно-научните манифестации на македонците муслимани. Автор е на сценарио на телевизиска серија од 10 емисии на македонската радиотелевизија под наслов Етнологијата и фолклорот на исламизираните македонци. Рецензент е на повеќе книги. Бил директор, главен и одговорен уредник и новинар на радиостаницата во Дебар. Во 1974 година преминал на работа како уредник новинар во службата за информации на Собранието на Република Македонија. А во 1982 година бил именуван за помошник на председателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура. Во 1991 е именуван за подсекретар во Министерството за образование и физичка култура. И на таа должност останал до 1 март 1994. Бил пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка република Македонија во периодот од 1969 до 1974 година. Бил ангажиран јавен, општествен, културен, научен и политички работник. Член на Сојузот на новинарите на Македонија, основоположник и председател на Републичката заедница на културно-научните манифестации на македонците муслимани во 1979 година. Бил председател на Сдруженијето на етнолозите на Македонија, член на Друштвото на фолклористите на Македонија, член на Македонското географско друштво, член на меѓународната организација Караденис Понт од Кишинев, Молдавија, за проучување на етнологијата и фолклорот на гагаузите во Романија, Молдавија и Украина. Добитник е на повеќе награди и признанија, како наградата Климент Охридски за посебни остварувања во областа на просветата и културата од интерес на Република Македонија,
Наградата Гоце Делчев од областа на науката од интерес на Република Македонија, наградата 10 ноември на Републичката заедница на културно-научните манифестации на македонците муслими. Одликуване со орден на трудот со сребрен венец и со орден заслуги за народ со сребрени знаци. А сега одиме на следната биографија.